and the next Vice President of the United States, J.D. Vance. Од скромно детство во Апалачија, сенаторот од Охајо J.D. Венс сега е во трка за втората највисока функција во земјата. To the people of Middletown, Ohio and all the На forgotten. луѓето од Милтаун, Охајо и сите заборавени заедници во Мичиген, Висконсин, Пенсилванија и Охајо и во секој агол на нашата држава ви го ветувам ова. Ке бидам подпредседател кој никогаш нема да заборави од каде дошол. Тоа минато е јак контраст на богатата позадина на поранешниот председател Доналд Трамп. Гувернерот на Охајо Майк Дивајн вели дека детството на Венс во сиромаштија со мајка зависничка од дрога ја зголемува привлечноста за гласање за републиканците. Тој имал искуства што многу луѓе ги немале, но кои луѓето сигурно може да ги сватат. Во однос на надворешната политика, Венс е ориентиран кон Кина и Источна Азија, но се противи на војната помош во странство, особено во конфликтот Украина-Русија. Мислам дека изборот на Венс веројатно предизвикува паника во европските метрополи, иако подпредседателите традиционално немаат премногу влијание врз надворешната политика. Фактот што Трамп избра некој чии ставови, особено во Европа, се усогласуваат со неговите, зборува за тоа каде ја гледа иднината на партијата. Членката на Националниот комитет на Охајо, Джейн Тимкен, се кандидираше против Венс во неговата трка за Сенатот на САД, а потоа стана негова поддржувачка. Тој исто така знае како да ја артикулира нашата перспектива да се стави Америка на прво место, а тоа значи обезбедување на границата. Тоа значи да ја направи Америка повторно просперитетна и силна на светската сцена. Како и Трамп, Венс е за Израел, против абортусот и ги обвинува имигрантите за преземање на американски работни места. Подпредседателката Камала Харис го обвинува Венс дека е лика и прилика на Трамп. Не правете грешка. J.D. Венс ќе биде лојален само на Трамп, не и на нашата држава. Големата разлика од Трамп е што Венс има 39 години и доколку биде избран, би бил третиот најмлад подпредседател во историјата на САД. Сенаторот во државата Охајо, Џорџ Ланг, живее во истиот округ со Венс. Мислам дека тој ќе ги донесе младите и тоа ни треба. Нашата партија ја сочинуваат стари бели мажи. Треба да покажеме дека има разновидност, дека сме отворени. Берни Морено се кандидира за Сенатот на САД од Охајо. Тој вели дека возраста на Венс е добивка. Треба да ги мобилизира гласачите. Можам да додам сега и да кажам JD и целата публика ќе почне да извикува JD. Ќе се види дали таа возбуда ќе продолжи низ целата земја, додека Трамп и Венс продолжуваат со кампањата.